За Скопје со љубов. 80 години одбележува Црвениот крст на градот Скопје. Зборуваме со Александар Аристовски на оваа тема. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата во името на Црвен крст на град Скопје. И буквално вашата мисија е за Скопје со љубов. Токму со така. голема љубов, каква желба, каква мисија. Токму така. Да. Како започна мисијата на Црвениот крст пред 80 години? Така. Црвениот крст на град Скопје како дел од нашето национално друштво Црвен крст на Македонија функционира веќе 80 години во нашата земја, но она што е важно се каже дека сме ние членка на меѓународна федерација, значи на едно движење кое што одбележува повеќе од 150 години функционирање во државата и во државите ни светот, но секако целта е да се ублажи страдањето на луѓето секаде каде што тоа постои, не само во војни услови, туку да речеме и во мирнодопски услови, баш во ситуацијата во која што делуваме и ние. Оваа година цела година е значајна за нашето национално друштво, бидејќи се одбележува 80 години јубилеј. Самото национално друштво веќе го направи тоа некаде во месец мај, кога беше организирана свечана академија и каде што беа доделени навистина награди за сите оние кои што се поддржувачи во изминатите 80 години, но секако и сето тоа преку едно дисеминирање, едно потикнување на граѓаните да знаат дека Црвениот крст е тука и дека делува секогаш кога е потребно. Понатака во текот на целата година и сите општински организации, можам да кажам, кои што се 33 на број во нашата земја, го одбележуваа овој свечен настан со пригодни ситуации во смисла манифестации каде што беа поканувани луѓе од корпоративниот сектор, локална самоуправа, потоа доста корисници, граѓани, за да се повторно каже мисијата, за да каже кои сме ние, што е тоа што го работиме и какви се програмите и сервисите кои што ги нудиме, се со цел да ве гледаме. Така, за да покажеме што е тоа што го нудиме, за да можат граѓаните и повеќе да се вклучат. Не само како корисници, туку да речем и волонтери, бидејќи колку сме повеќе, толку и сме Да, за волонтерите засебно ќе зборуваме, така. Но кои се најзначајни акции на Црвениот крст во изминатите 8 децении? Можете ли нешто да издвоите како? Па така, ние го гледаме сето тоа како низ 8 декади кои што се случувале, тоа е од формирањето на самото национално друштво, што е многу значајно бидејќи Црвен крст е единствена организација која што со одлука наснум е донесено како организација која што мора да функционира во нашата земја. Потоа секако да речам преминот кога се случува поддршката за егејските бегалци кои што дававме поддршка во нашата земја за подобар живот, да речем, за олеснување особено прифатот на децата. Имавме еден тежок период, да речем, во делот на кога примавме голем дел на бегалци во нашата земја, што од Босна и Херцеговина, што од Косово, кога навистина целата наша работа беше насочена кон дистрибуција, кон хуманитарна помош, можеби не толку многу кон развиток, кон волонтерство, туку ублажување на страдањата на граѓаните, бидејќи тоа беа реални потреби. Не можам да не ја заборам и да ја споменам 2015 кога се случија мигрантскиот бран во нашата земја, поминаа повеќе од милион мигранти кои што транзитира низ земјата, требаше да се даде поддршка и за нив, требаше да бидеме тука и за нив, без разлика што тоа беше само транзит зона, но сепак да речам тоа беше и tekako важно и значајно за нас. Но секако и наши внатрешни превирања, случувања кои што ги имавме од поплавите до секоја година до пожарите, така да Црвениот крст е присутен, но не само во такви интервентни ситуации, да речам туку и во ситуации во кои што секојдневно ние го облажуваме страдањето. Дали се работи за програмите за лица во трето доба, дали се работи за да речам лица кои што барат асистенција во домашни услови, за помагатели, негователи, работиме со бездомници, работиме значи секаде каде што навистина нашата мисија не бара. И сега токму таа причина Црвениот крст на град Скопје во оваа година кога да речеме година на јубилеот и ние го одбележуваме нашиот ден и сето тоа ќе се случува во сабота, значи оваа сабота токму така, значи на 13 септември во градскиот парк во парк ќе бидат поставени како едни куќарки во кои што граѓаните ќе можат да влезат символично во таа една хумана зона каде што голем дел на нашите професионалци, колеги, да речем волонтери ќе бидат тука да ги презентираат самите активности, да речем со разговор, со доста флаери, со информативен материјал, за да можат повторно граѓаните да се информираат што е тоа што им е потребно и каде може да се вклучат, но и заедно да ја славиме хуманоста, толеранција и солидарноста. Секако сега има и одредена програма за сите оние кои што
еве сега не гледат, не слушат и сакаат да бидат дел од целиот овој настан, бидејќи е тоа еднодневен настан кој што трае од 10 до 10, почнува Слободно, ајде, да, пренесете ни ја програмата, што се ќе биде дел. Таа започнува од 10 до 12 часот, кога е најмногу насочена кон најмладите, бидејќи ние, како што кажав, ќе регрутираме, мотивираме и задржуваме волонтерите, но хуманоста се всадува од најмалите нозе, така да во соработка со зоолошка градина, да речем, ќе имаме одредени животни кои што ќе бидат презентирани на дечињата, потоа ќе имаме катчиња каде што ќе се играт одредени игри со нашите волонтери кои што доаѓаат од клубовите не само од Црвен крст на град Скопје, туку и од 5 општински организации, потоа аниматори, потоа кловни, потоа шминкање за деца, се она што е интересно да речем за да го привлечеме нивното внимание, токму така. Потоа од 1 до некаде до 16 часот ќе настапуваат училишните бендови на територија на градот Скопје, што е така да речем поинтересен еден дел за тинеџери, што значи дека ќе биде весело, ќе има музика, но и ќе има можност кај секој од тие кукичките кои што го носат насловот на самиот принцип, да речем, под кој што ние делуваме, тие се вкупно 7, ќе може да се седне, ќе може да се ужива, ќе може да се разговара, значи така едно спонтано дружење кој што може да трае во текот на целиот ден. Понатака има пуштање на музика, значи, како да кажам, лабаво, повторно можност за функционирање, за разговор, за дружење и така натака. За да влеземе во еден дел кој што всушност е оној завршниот и сериозниот дел, кој што носи доделување на награди, кои што се јубилејни награди, кои што носи доделување на одредени признанија, односно Оскари, кои што се доделуваат за сите оние со кои што во изминатата година имавме, да речеме, одлична соработка. Така да тој дел ќе трае од 19:30 некаде до 20:30, еден час. Да, свечениот дел предпоставувам. Токму така, кој што е замислен, да речем, преку првин представување на една како мала театарска представа во која што ќе биде истакната работата на медицинските сестри и техничките лица, да речем, од самите болници, бидејќи Црвениот крст низ годините ја доделува таа Најтингел награда, која што е, да речем, награда за најхуманите сестри, најхуманата сестра, која што системски оди преку меѓународна федерација, но самиот систем започнува во нашата земја. Така да тука ќе биде доделена една од тие награди, да речем, за Сдруженијето на медицинските сестри, уште некои, да речем, организации кои што ќе добијат наградата, а сето тоа преку еден театарски перформанс кој што го работиме во соработка со Снежана Руси-Конеска, која што самата по себе кажува, да речеме, име, и така да подготовката е, но е во соработка со нашите волонтери, бидејќи ова не е првиот пат да имаме соработка со незе. Така да очекуваме едно сладко, мало, убаво пакување, каде што ќе има доста и емоции, и чувства, но и насмевки, и радост, доделување на признанија, награди и се она што всушност значи за нашата организација. Потоа секако одиме, продолжуваме со диџеј на крај за сите гости кои што станувани да се забавуваме, да се дружиме и како што кажав веќе да ја славиме хуманоста на еден малце поинаков начин, јубилеен начин. Ова беше една многу убава покана за оваа сабота. Кои се тековни активности кои што ги спроведува Црвениот крст? Така, како што кажав, веќе насочени сме кон работа со млади лица, начини како да ги регрутираме, како да ги задржиме, што да речеме многу значајно, особено во ова време кога технологијата е на ниво на какво што е и сето тоа е многу достапно за младите луѓе. Сметаме дека Црвениот крст како организација која што е лидер во, да речем, во волонтирањето се наметнува, а со тоа е позитивен пример за сите останати каде што волонтираат младите луѓе, да ги поттикнеме, да ги задржиме, да им овозможиме тимска работа, комуникација, социјализација, дружење и многу други нешто што е спротивно од се она што значи употреба, прекувремена употреба, значи на телефоните, на компјутерите, видеоигрици кои што пак не носат во една друга насока, да речем, која што е поврзана со депресија, со анксиозност и така натака. Во Црвениот крст е дружење, забава, научење и нови нешта. Голем дел од тие волонтери ги поминуваат обуките кои што се за прва помош, кои што се многу значајни, кои што помагаат не само, да речем, во ситуација кога сте возач, шофер, туку да речем и во секојдневниот живот. Ја споменав првата помош, тоа се тековни активности и како, значи не само, да речем, тоа што е наменето кон комерцијалниот дел за шоферите, туку во училиштата, едукации, надпревари кои што ги имаме. Не знаеме каков предизвик ќе се случи во животот. Имавме предизвици кога сега изминатиот период кога првата помош токму таа беше клучена во спасување на животи. Вашите активности се насочени кон повозрасните граѓани. Ги споменуваме многу младите, ќе се вратиме повторно на нив, но и кон повозрасните исто така. Имаме, тоа се нови социјални сервиси
процеси кои што се развиени во изминатите неколку години, дневен центар за лица во трето доба, во Црвен крст на град Скопје постојат такви 3 центри, значи во Чаир, во Сарај и во Црвен крст на град Скопје во Даре Џамбаска колокација. Еве ова нека биде и покана за сите оние кои што се во трето доба не слушаат, а се чувствуваат активни, здрави, витални и сака да поминуваат едно корисно време. Се работи една неделна програма која што е базирана врз таа месечна, таа потоа врз годишна програма, каде што им се нудат на лицата во трето доба, да речам, како 2 пати, 3 пати неделно курсеви, да речам, дали е тоа за креативна работа, креативни работилници, дали се тоа чиконг вежби, дали е тоа јога вежба, дали се тоа работилници за странски јазик, дали се тоа едукативни предавања кои што доаѓаат често пати од надворешни лица, ама често пати од нив, бидејќи дел од нив се професори, медицински лица, така да се користат и нивните капацитети. Од една страна тие се, да речем, корисници, но секако стануваат и волонтери. Конкретно за сабота, тие веќе се подготвуваат повеќе од 1 месец, изработуваат едни прекрасни бели топчиња со знак на Црвен крст, плетени, кои што ќе бидат подарувани на граѓаните кои што ќе додаат таму, да речем на нивниот штанд од нив за самите граѓани. Така да такви креативни работилници имаат во текот на цела година. Тоа е активно поминување на слободното време. Апсолутно, апсолутно. Да. Често пати тие се и на сајми ги продаваат, а парите што ќе се заработат, збориме за символични суми или на средства, но се пари кои што тие ги заработиле со своите раце, да речем, твореле и потоа се наменети за лекови за лица во трето доба кои што не се толку активни, но и од друга страна и се во некој социјален ризик. Да, повторно пораката е од нив за нив. Да. Повторно ќе се навратиме на волонтерите, изборувавме за регрутирање на младите. Така. Да објасниме, каква е улогата на волонтерите во општествениот живот, во секојдневниот предизвик кој што го живееме? Јас мислам дека е многу важна и многу клучна за функционирање на еден град, на една држава, на една заедница. Тие прават еден кохерентен систем во кој што ние треба да инвестираме за време на мирнодопско време, за да кога ќе се случи една таква катастрофа да можеме да бидеме подготвени. Нажалост, веќе го споменам Кочани, трагедијата која што погоди целата наша земја, пред се градот Кочани и семејствата. Црвениот крст веднаш реагираше, да речам, за помалце од 2 часа тој веќе беше на лице место каде што понатака граѓаните знаат што се беше и во што се бевме вклучени, да речам, но тоа се подготовки кои што ги правиме во текот на годината, во текот на минатиот период. Тоа се луѓе кои што имаат искуство и кои што знаат како треба да делуваат во таквите ситуации и кои што понатака добиваат задачи кои што треба да ги завршат на терен. Сега таквите луѓе ние треба да инвестираме во нив, да работиме во нив, за да може да го олесниме, да речем, ситуацијата која што доаѓа како да речем катастрофа или како и да е. Се тоа се тие некои интервентни тимови кои што доаѓаат, веднаш ја завршуваат работата во првите, да речем, часови, потоа се повлекуваат и самата општинска организација каде што се случила ситуацијата, да речем, како во Кочани, потоа со своите волонтери кои што исто така се обучени, завршуваше дел од задачи кои што беа на терен. Но повторно ќе речем, имаме канцелари во целата земја и тука не само тој град, туку да речем и Битола, и Кичево, и Кочани, многу други се вклучуваа, бидејќи бројката на волонтери е навистина голема. И се надевам дека ќе остане така, дека ќе се зголемува со годините. Ги споминавме, извинете. Да, но мора да имаме интересни програми и алатки со кои што ние ги привлекуваме нив. Но тоа подразбира еден фер, еден коректен однос кон самите волонтери. Значи ти имаат обврски, но имаат и права. Значи имаме одредени работи кои што ние како организација мораме да ги исполниме, тие да бидат заштитени на терен, да имаме одредени системи доколку се случи некоја неправилност, како тие да рапортираат, како да ги обучуваме, да ги праќаме на семинари, како на внатрешни, како на надворешни и така натака. Значи, самото регрутирање започна во основните училишта, потоа тоа оди преку една интересна програма која што се вика Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, кај што младите прават мали проекти за добробит на заедницата. Значи, веднаш по обука се стават во една акција. Нема многу теорија. Младите тоа не го сакаат. Туку сакаат веднаш да се на терен да се случува. Од тука тие продолжуваат во клубот на млади, во секоја општинска организација кој што имаат свое тело, своја структура, да речем координатор, председател и така натака, за да понатака завршат во сериозни тимови за катастрофи за кои што веќе зборував. Така да активности се многу, јас можам уште многу да зборувам, знам секако дека немаме време, но еве да го споменам тимот за одговор при катастрофи, кој што да речем има планинска станица, каде што тие се активни секој викенд наводно. Ги спомнуваме, Александра, да. Така да многу да речем други нешта, крводарителство нешто што е основата, ама сето тоа го правиме сплотени со граѓаните, доколку не се тие, не би можеле и ние тоа да го правиме, да ја задржиме количината на крв која што е потребна за сите потреби на Институтот за трансфузионална медицина и многу други нешта. Попатно активностите младите од регрутирање кога ќе влезат во нив, кога сваќаат за значењето на Црвениот крст за заедницата. Така.
во градот? Па ја мислам попатно дека тоа се случува, бидејќи они често пати доаѓаат заради некого, некој ги викнал, ги привлек на некоја активност и не се ни свесни уствари каков сет на вештини тие добиваат. Оти пред се тие стануваат посамостојни, знаат повеќе како да се презентираат, вештини за зборување. Тие се тие меки вештини кои што всушност па и не ги добиваат во самото училиште. Тоа е тоа поврзување на теорија и пракса, училишни и военно-училишни активности кои што се многу важни за да една личност биде многу комплетна. Знаеме сите дека и многу организации сега кои што ги вработуваат младите компании, значи барат какво е твоето волонтерско искуство, што е тоа што ти си го направил за заедницата, таа е колку плюс, си свесен. оценката плюс при И сега кога тие излегуваат на терен, кога прават проценки, кога гледаат колку има всушност сиромашни, колку може да се помогне, сваќаат колку се тие важни чинители во целиот тој процес за поддршка на својата заедница. И мислам дека стануваат променети, дел од нив остануваат волонтери за секогаш цел живот, дел од нив едноставно патот ги носи на некоја друга страна, но мислам дека таа љубовта кон човекот, кон хуманоста, кон волонтирањето останува. Бидејќи голем дел од нив понатака се враќаат преку организации во кои што работат, банки, помали, не е битно, но се вклучуваат во крводарителски акции, во собирање на облека, не знам, во поддршка на некои деца со посебни потреби. Значи, тоа мислам дека што е разбудено, никогаш повеќе не може да се успие. Главните приоритети зборувавме за колку активност има Црвениот крст и постојано и ве забележуваме на терен. Не може да не се забележи Црвениот крст секојдневно во активностите. Главните приоритети кои остануваат на Црвениот крст? Па еден од нив е менаџирање и регрутирање на волонтерите, значи секако. Потоа развивање на тие социјални сервиси. Тоа е нешто што го споменав веќе, што пред 10 години не функционираше, односно го немавме, оти не беа таква побарувачка, да речам, на терен. Што подразбира тоа? Голем дел од нашето население се иселува, старите луѓе остануваат сами, да речам, имаме лица со посебни потребни на кои што им се потребни негуватели, помагатели кои што се сертифицирани, кои што знаеме дека некој ги следи, ги обучува, прави евалуација, мониторинг, бидејќи некој ги влага веќе дома. Значи сакам да имам доверба кој е лицето кој што ми влага дома, ако стои организација, да речам, за нив сериозна, секако дека многу повеќе ќе им веруваме. Потоа да речам пунктот за бездомници, тоа се сведни сервиси во кои што сме ние лиценцирани заради потребите кои што се појавија во изминатиот период, заради потребата, да речам, на самите граѓани. И тоа како помагаат? Да, и тие се, да речам, нашиот приоритет, развиток на тие социјални сервиси. Еве јас ќе го споменам уште два, пак ќе речам, толку многу работи што треба да се кажат. Сервисот Итно копче кој што станува збор за стари лица кои што живеат сами, значи не дека се без помош, значи можат, ама сепак, да речам, немаат некој свое блиско семејство, да речам, во земјата или во градот, тие носат алкици околу својата рака и доколку се случи да падне лицето, значи да не може да го земе телефонот, а им се случува и во домашни услови, тие титкат, да речем, со самата алка. Имаме кол центар кој што 24 часа прави мониторинг за да пристапи екипа да знаат дека нешто не е во ред. Значи стварно еден социјален сервис кој што им го леснува, да речем, животот на граѓаните, на семејствата, и бидејќи сме сведоци како сето тоа завршува и што се случува во домовите. Имаме посебен транспорт, да речем, кој што нудиме со возилата кои што ги имаме доколку лицето е во количка или пак е во лежечка положба во домот и не можат лицата семејство да го транспортираат, се во Црвен крст, да речем, одредени телефони каде што се организира целиот тој транспорт. Така да насочени сме кон тоа, кон волонтирањето, да речем, кон мобилизирање на корпоративниот сектор, кон освестување на јавноста колку е важна нивната поддршка, да речем, во сето тоа и да речем она што го работиме не толку многу се зборува секако се миграции, мигрантите кои што како активности не престануваат и се додека се случува секако дека мора да бидат наши приоритети. Така да многу нешта, но добро е бидејќи сме ние една организација која што има своји локалитети, своји капацитети, активни волонтери и работата многу полесно се движи и на терен. Александра, рековте дека доколку ви влезе организацијата во душата, во срцето, не можете никогаш во животот да ја оставите без разлика каде ве носи патот, што вас лично ве мотивираше да бидете дел од Црвениот крст и што остана ваша професионална определба. Да. Јас започнав како волонтер уште на некои 14 години, а беа организирани надпревари по прва помош во моето училиште. Така некако се вклучив, мислејќи дека Црвен крст е само прва помош. Потоа ми се отвори цела, да речам, една книга понатака од сите активности и нешта кои што јас ги работев во Црвениот крст, но најмногу се задржав токму на тоа младинското работење. Значи со своето искуство како младинец волонтер, кој што понатака, да речам, ја градеше кариерата во организацијата, се задржав како координатор токму на оваа ПХВ програмата и тоа го работам во изминатите
изминатите 25 години, каде што годишно обучуваме по 1200 млади луѓе кои што прават по 150 мали проекти за добробит на заедницата. Навистина тоа е многу. Годишно помагаат на повеќе од 3000 луѓе, вложуваат свои 35.000 волонтерски часови за да постигнат одредени резултати. Така да многу нешта да речам кои што се направени, ама сето тоа со поддршка на волонтерите, бидејќи постои тим на луѓе кои што го менаџира да речам еден ваков голем проект. Црвен крст мене ми е љубов, јас со таа причина никогаш не сменив друга работа, да речам не отидов во некои други сектори, во некоја друга работа, едноставно се пронајдов, бидејќи мојот систем на вредности се поклопува со системот на вредности на организацијата, а мислам дека тоа е многу важно за некој човек да биде среќен. Имаше ли момент, имаше ли некој тригер кој што кога свативте дека некоја ситуација, кога свативте дека ова е нешто што сакам да го работам и тука се определувам? Па да, тоа беше токму во таа далечната 99-98 година, кога станав дел од таа ПХВ програмата, значи пред се како младинец, како волонтера, потоа и другите ме таргетираа како некој кој што може да биде координатор, бидејќи тоа бара и одговорност, бара и посветеност, бара градење, да речем, на тој еден систем кој што добро функционира. Така да јас тоа го препознав, знаев што сакам да работам и да речем тука останав. Но понатака се вклучувам во се она што значи поддршка на сите сектори, на она што подразбира информирање на граѓаните за тоа што го работиме, потоа повик во нашата организација да се вклучат и така натака. Еве да речам и ова еден повик за сабота, за да граѓаните бидат дел од нашиот настан, за да дојдат да посета, така. Ние изготвивме едни многу убави промотивни материјали, значи кои што себе како беџ кој што јас го носам, таа има ова навистина е прекрасно. Заштитна кукичка, бидејќи како што кажав, да, и таму ќе бидат поставени тие кукички кај што колегите ќе бидат, секоја кукичка има име на принципот по кој што ние делуваме и ќе може да се објаснуваат стварите како што кажав, така да тоа е како заштитен знак на самиот настан во сабота, а се инкорпорирано под слоганот на нашето национално друштво, ние гледаме луѓе, оти на вистина во изминатите 80 години ние ги гледавме и во иднина ќе ги гледаме луѓето со сите нивни потреби кои што ги имаме. Така да ете така има доста промотивни материјали за секого по нешто, кои има колеги кои што ќе знаат што е тоа што треба да го споделат, да го кажат и да ги раскажат своите лични приказни, токму како ти мене сега што ме праша, бидејќи секој од тие приказни е мотивирачка, различна, да речам нуди еден простор каде што секој може да се пронајде, бидејќи јас секогаш велам никогаш не знаеме кого мотивираме ние со нашето работење, со нашето функционирање и секогаш треба да бидеме најдобрата верзија од самите себе си, бидејќи мотивацијата доаѓа кон некој друг. Александра, благодарам. Благодарам за гостувањето. И се гледаме во сабота. Се гледаме во сабота. Сигурно се гледаме во сабота. Преминуваме на други теми.